Ајде, почни. Добар ден, драги моите, и добро дојдовте уште еднаш на Ира инспирира. Денеска ќе зборуваме за една исто многу убава тема. Едно од прашањата кои што верувам дека на сите ви го имаат нели, ви имаат прашано кога сте биле малечки е што ќе бидеш кога ќе пораснеш? И мене исто така ме праша кога бев мала. Мојот одговор тогаш беше дека сакам да бидам чистачка на скали. Може би за некого ќе звучи нели смешно, но за мене тогаш како дете од некои 6 години, тоа беше една од најубавите работи, бидејќи ја гледав чистачката како ги чисти скалите и секогаш кога ќе поминеш ќе беше исчистено од едната страна на другата, значи на брзинка ќе поминеш, горе било прљаво, доле веќе исчистено. Си викаш, баш е фино ова да го работам. Понатаму во животот не можам да речам дека можеби моите не се шегуваа со сето ова и кога раснев и кога почнав да одам нели во основно во средно и кога и немав баш многу добри оценки, се случуваше и тоа да ти што се секираш и ако немаш добри оценки, секако ти сакаше да бидеш чистачка на скали. Ова го кажувам сега на шега, нели, затоа што сега можам да се шегувам со сето тоа, но можеби ние како родители не размислуваме подлабоко како ова влијае на едно дете. И тие прашања кои што најчесто не само родителите, него и кога ќе отидеме некаде на гости, каде што нели на слава, на родендени, па детенцето, па кој оделение си, па што учиш, како учиш, па што ќе сакаш, што ќе бидеш кога ќе пораснеш. Едноставно децата почнуваат да размислуваат дека да, тоа треба да биде некоја работа. Треба да работам како пожарникар, треба да работам како доктор, како не знам, бизнисмен, директор. И едноставно некако лично сметам дека им се стеснува целата таа инспирација што се можеме да бидеме. Од таму и притисокот кој што секое дете можеби нежно полека го носи низ животот, но кога ќе пораснеме, тој притисок веќе го чувствуваме и кога треба да се вработиме. Сега ова беше интрото за мојата многу фина и добра гостинка Катерина Златановска-Поповска. Добре ми дојде. Добро те најдов. Благодарам многу за поканата. Така, Катенце, те молам да прво ни се представиш, да ни кажеш ти што работиш, за да знаат зашто беше интрото такво како што беше. Да. Повели. Па мојата секојдневна работа очигледно е да разговарам со моите клиенти што сакаш да бидеш кога ќе пораснеш. Шегата на страна. Јас сум сертифициран кариерен советник и тренер за меки вештини. Секогаш појаснувам што тоа значи меки вештини. Тој дел од мојата професија подразбира да креирам, создавам и работам како обучувач. Најчесто тоа е на возрасни или пак на млади возрасни. И се однесува на комуникација, справување со конфликти, лидерство, емоционална интелигенција, теми кои што секојдневно сите не засегаат и кои за жал не се учат во формалното образование, туку се учат низ животот и низ животното искуство, и затоа и ги нарекуваме меки вештини, бидејќи практично си ги носиме секој ден со нас во специјалната ташничка, која што со текот на годините се проширува и се зголемува, онолку колку што јас како личност ставам внатре содржина или ставам вредност. Да, колку вложуваме во суштина во овие, да речем, животни вештини, јас би ги нарекла можеби. Така е, така е. Значи, и во себе, како личност. И во себе. Така. Значи, ти работиш со, да речем, со луѓе кои што веќе можеби имаат некаква работа, нели веќе се вработи на некое место, можеби размислуваат на одење на друго место, некои кои што првпат почнуваат или се обидуваат да се вработат. Кој е она твое чувство после 7 години, рече, дека се го работиш ова? Која е моќта нели на луѓето или па работата, или да речем работното место, чувството за работното место и за работењето, колку е тоа тешко, лесно за нив, колку влијае на нивниот живот кога треба да се реши, да треба да се вработам или да менувам работно место. Кој е чувството на луѓето? Супер прашање.
Јас сум сертифицирана од 2012 година. Кариерното советување постои уште од 2010 кај нас. Но она што е интересно што многу малку се знаеше или пак се зборуваше за прашањето на кариера, кариерно советување, како кариерните советници можат да направат промена или да влијаат на некој начин на животот на личноста. И сега како минуваше времето, за среќа, сето тоа се менуваше. Се менуваше и сваќањето на луѓето за кариерата, се менуваше и моментот, разбирањето дека повеќе не важи правилото наоѓам работа, се вработувам и тоа е за цел живот. Така да сите тие влијанија почна да ја менуваат и перцепцијата на луѓето во поглед на изборот на кариера, изборот на професија, начинот на кој што се одлучуваат да преминат на нешто друго или да сменат нешто. И сега, она што е баш интересно, сакам да го истакнам, е дека јас од пред короната, практично 2018 година, се најдов во позиција кога одлучив да ја сменам мојата дотогашна работа и морав да застанам и како кариерна советничка да поразговарам со Катерина, клиентката, со себе, сама со себе и да си се прашам што е тоа што сакам понатаму да го правам. И ние во нашиот живот многу често се наоѓаме на такви раскрсници. Ги спомена децата, најчесто првата таква раскрсница или ние велиме промена значителна голема промена во животот е кога децата преминуваат од прагот на основно во средно училиште. И тогаш доаѓа првиот притисок, најчесто од најблиските и родителите, со прашањата сега што ти се плановите, каде сакаш да се запишеш, што сакаш понатаму да правиш и да учиш. И тогаш децата првично почнуваат да го чувствуваат тој некој притисок на донесување на некаква кариерна одлука. Која што би рекла дека за некого е посериозна, за некого помалку сериозна. На таа возраст најчесто сепак се одлучуваат да се наклонат кон тоа да изберат нешто што е поврзано со пријателите, другарите. Значи каде одат другарите, одам и јас, некако тоа е пакетот. Така. Што е сосема во ред и што е сосема окей, особено разгледувајќи го менталното здравје по друга страна, или некако подобро е социјално да се чувствувам и емоционално да се чувствувам безбедно, отколку се да ми е ново и да е многу страшно за некои од децата. За други пак најчесто е тоа одлука како ќе кажат родителите. Значи се уште не се во онаа фаза во животот кога се подготвени да се борат за своите одлуки или пак имаат јасна визија каде сакаат да се движат, па тогаш се спремни да се спротистават на идеите или на желбите кои ги имаат родителите. Сега она што е интересно е дека посериозната или потешката одлука следува пред завршување на средното училиште. Тогаш она што е пострашно, ако претходно родителите или обкружувањето влијаеле малку повеќе во донесувањето на одлуките, емоциите се менуваат во смисла да сега сваќам дека одлуката мора да е моја. Затоа што најчесто родителите почнуваат да викаат ти како сакаш, ти избери си најдобро, ти како ќе се решиш. Тој простор всушност носи огромна одговорност, со кое што прашање дали клиентот или личноста е подготвена да се носи. И тоа до некаде носи тежина, и тоа до некаде прави притисок и проблем. И тука всушност е интервенцијата на кариерните советници, мојата интервенција, да појаснам малку повеќе што значи кариерното советување и како тоа изгледа за оние кои досега немале искуство. Кариерниот советник не им кажува на клиентите што треба да прават или што треба да станат или што е најдобро за нив да бидат кога ќе пораснат или која одлука да ја донесат. Она што е мојата интервенција е да им помогнам да дојдат до информирана одлука. Како? Преку низа на процеси, разговори,
средби, изнамерно користам множина, бидејќи Мгм, не е тоа мгм. нешто што се завршува само со едно Само со едно, видување. така. Сесија која трае отприлика околу 1 час, во кој што ги разгледуваме работите кои му се важни на клиентот. Клиентот, односно, без разлика на возраста, бидејќи Мгм, кариерата не завршува со вработувањето или пак со одењето во пензија. Ги разгледуваме моментот каде се наоѓа мгм, мгм. клиентот во дадениот момент во животот и каде сака да стигне, каде сака да се движи, каде е тоа што он гледа за себе дека е најдобро да го прави. И го пополнуваме празниот простор помеѓу, нели, каде сум сега и каде сакам да стигнам. Практично разговараме и работиме на тоа како да го пополнам, што треба да направам, што се чекорите. Да, што може би не мора да значи дека треба да влезам од едно работно место на друго работно место, туку може би ќе се испостави дека има капацитет за собствен бизнис, за нешто друго што може да се работи, Да, нели? да, апсолутно. Она што го забележав како тренд, бидејќи јас се одлучив да работам самостојно 2018 година, Мгм. она што го забележав како тренд и како сериозна промена беше во времето на короната, Мгм. кога луѓето буквално има можност да застанат, да погледнат околу себе, да погледнат што е тоа што се случува во нивните животи и како всушност животот им се менува, им се сменил и им се менува. За време на короната навистина имавме голема пауза која на некој од нас ни овозможи малку повеќе да се преиспитаме, да си се прашаме себе си што правам, Да, на каде да, терам, дефинитивно. што ми се случува, што е тоа што сакам да го правам и дали ова што сега го правам сакам и понатаму да го продолжам да го пларам, правам. да го правам и сите тие прашања всушност го актуализира и го популаризира кариерното советување. Морам да признам дека од короната се сменија работите и луѓето се повеќе, зборувам сега за возрастните, бидејќи за децата некако ни системот од мајка на мајка, од родител на родител некако беше во рамки на одредени кругови популаризирано, во одредени училишта дури и постојат кариерни советници кои се сертифицирани, да, и кои работат кариерно советување со учениците, нормално не со интензитетот со кој што би посакувале и очекуваме и се надеваме дека ќе се случува, но постои и функционира. Така да некако, како да кажам, младите имаат достапност или имаат контакт со кариерен советник за разлика на пример од веќе вработените или повозрастните. И за време на короната тоа се смени, почна да се актуализира, почна и повозрастните да сваќаат дека можеби е Мгм. сосема во ред и на 45 години Да. да одлучам да престанам да правам тоа што сум го правела и да почнам да правам нешто друго и да правам нешто ново и да разговарам со кариерен советник кој ќе ми помогне да Да. откријам што е тоа ново или како да се впуштам во тоа ново или како да направам најлесната можна транзиција нормално Мгм, бидејќи не мгм. секогаш е возможно да пресечам со нож и да кажам сега од утре ќе го правам ова. Така што сакам да кажам дека кариерното советување представува процес, Мгм. процес низ кој што ние го водиме клиентот да донесе информирана одлука врз база на сите информации, се што може да разгледа, да провери, да се распраша, да истражи, затоа што не постојат добри или лоши одлуки. Мгм, Ние не мгм. можеме да знаеме дали нека одлука што ќе ја донесеме денес Да. е позитивна или негативна или ќе биде добра или лоша во иднина. Не Така, постои така. таква можност за сега да патуваме со временска машина. Но затоа пак можеме врз база на се што ќе истражиме или ќе дознаеме или ќе ставиме на маса Мгм. да донесеме некаква информирана одлука која што во моментот е задоволителна за нас. И уште нешто многу важно е дека кога и да сакаат, без разлика на која возраст се наоѓаат, да размислуваат за промена на професија, работа, школо, што и да е, Да, да. факултет, треба да знаат дека а,
кариерата или прашањето за кариера не е прашање за живот или смрт. Тоа не треба да се сваќа така. Да. Сосема е во ред да во еден момент од животот почувствувам дека повеќе ова што го правам не ме исполнува, не ме прави задоволна, не ме прави среќна. И сосема е во ред да седнам и да си поразговарам сама со себе и секако во поддршка со кариерен советник ако не е доволно сама со себе. Да открием што е тоа друго, што е тоа ново, затоа што нашите интереси се менуваат, нашиот живот ни ги обликува нашите интереси. Супер што ја раскажа твојата животна приказна. И она што во рамки на нашите интереси ние го имаме, го живееме, така треба и во склад со тоа да ги менуваме и нашите идеи за што е тоа што ќе го работам или каква ќе биде мојата професија. Дефинитивно сега овој разговор за тоа што јас учев, нели, во средно градежен техничар од нискоградба, да мислам дека ги имам поминато сите оние класични, значи и келнерка, и шанкерка, и продавачка. Да. Работев, значи, на проекти на Америчка амбасада, па работев во T-Mobile, работев 9 години, кое што од првото до последното, мислам дека единственото нешто што се провлекуваше беше користичкото однесување, работата со луѓе, кое што Супер. мислам дека толку многу порасна и тоа јас го гледав како капацитетот кој што го развив. Не дали беше тоа во продавница за спортска опрема или беше во, не знам, нели во голема компанија. Назад на сето ова, нели, никогаш не е доцна да се менува, но земајќи ги во предвид годините. И сега, еве, да речам, со моите деца, со Кан, да речам, каде што ние ја немаме слободата да оставиме дека детето ќе може да си го најде самото патот. Со неговата состојба и воопшто кога зборувам за лицата со попреченост, кои што имаат потешкоти, а тоа се повеќе и повеќе, каде што се многу збунети, што навистина сакам јас. Да. Или па што можам јас навистина да направам. Па ќе дојде до работно место и после не знам, ова е тешко, вакво, тако, не е веќе едноставно како на времето што беше едноставно. И според мене, кариерното, да речам, размислување на кариера или воопшто што ќе се прави во животот. Сега ќе ги ставиме тука едно до друго дека се блиску, што ќе правам со себе и дека тоа може да ми стане кариера. Почнува од најмала возраст. Кога ќе го видиме талентот, кога ќе ја видиме тенденцијата на детето. Јас тоа го правам со Кано од 7 години кога бев на еден преглед и кога ми рекоа сега треба да почнете да размислувате што ќе правите понатаму. Да, еве, ние имаме сега 15 години и веќе имаме правец. Но од 7 години јас размислувам што он ќе биде на 20. Зборам во однос на тоа кои се неговите капацитети, каде што можеме во овој период нежно да ги турнеме нанапред. Кога ти немаш комуникација, едноставно велиш чекај да најдам начин како јас ова да го поттурнам, па ако он можеби нема толку капацитет вербален, па можеби добро ќе програмира, па натаму ќе ја туркаме, ќе градиме се околу тоа да стане некако самоодржливо тоа дете во некаква форма. Така да мислам дека размислувањето за кариерата, посебно кај лицата со попреченост или во тие семејства, но не би ги исклучила и типичните, затоа што колку порано ние се фокусираме на природните тенденции на тоа дете, толку полесно ќе биде и за него да донесе одлука ако ние тоа го растеме. И понатаму нема тој притисок во средното биде сега ти што сакаш? Ако пред тоа цело време му се туркале сите негови тенденции, желби, нели, тоа што го бива на страна, дека тоа не може, од тоа нема пари, сега како ти ќе бидеш уметник, ти кај ќе продаваш слики. И така натаму, мислам, ова е можеби стереотипно, но е другата страна која што многу често се случува. Да, и често го слушаме како коментари, особено од нас повозрастните кои го стигматизираат изборот на одредени кариери. Одлично ова што го коментираш. Досега говорев како изгледа процесот во некои најопшти генерални форми.
Специфичноста е малку поинаква или реалноста е малку поинаква за децата со нетипичен развој или пак со предизвици во учењето или во развојот. И секако за нивните семејства, бидејќи Да. секако и родителите, односно семејствата, се поинаку вклучени или не се вклучени на пазарот на трудот. Сега постојат одредени општества, јас секогаш сакам да земам убави примери, кога ќе ми кажат каде има тоа, нема шанса, велам да, има во Јапонија, на пример. Аха. Лица кои се врзани за кревет, кои буквално не можат ништо да прават, освен да говорат, од својот кревет, онамо каде што се сместени, го поземуваат својот глас на роботи кои се келнери во кафичи. И на тој начин работат и заработуваат. Вау. Сакам да кажам дека доколку ставиме фокус на кои се можностите, а не пречките, Така. веројатно ќе изнајдеме начини како поголемиот дел, сега не можам да кажувам 100%, нели, пошто сепак постојат состојби кои се жал не е возможно да ги промениме или пак да ги ставиме во функција на работа или на пазар Така, на труд. Така. Во најголем дел постои начин како да се изнајдат можности за таа личност, тоа дете, тој млад човек или тоа семејство да има некакви своји приходи. И она што го спомена е клучно во кариерното советување и од таму ние почнуваме, одлично што го даде својот личен пример, и нешто што за кое што силно и како асоциација и јас лично како човек се залагам, е кариерното советување да започне уште во најрана возраст, односно во основно училиште. Да. Сега ги правиме само сите мали чекори, но мислам дека треба многу повеќе да го ставиме фокусот на тоа. Германија е многу напред во тој поглед. Уште во пето одделение се прават одредени проценки на децата, односно проценки да се фокусирани на кои се талентите, способностите, Капацитетите. можностите и силните страни, Да. интересите на децата, за да може потоа полесно да се насочат низ системот. И тоа што и самата го кажуваш, а и јас како мајка на 20 тинејџери можам да го посведочам, е дека колку порано почнеме да им ги поставуваме на прашањата на децата, не што ќе бидеш кога ќе пораснеш, туку што те интересира, што е тоа во што уживаш, што е тоа што те исполнува, како изгледа нешто што те носи задоволство и кое што прави да изгубиш чувство на време. Да. И кога тие прашања, значи различни се од прашањето што ќе бидеш кога ќе пораснеш. Многу различни. Кога тие прашања ќе почнеме во најрана возраст да им ги поставуваме на децата, без некој голем оптеретување, Да, во без обичен очекување. секојдневен разговор, нели, што би сакал да испробаш, да истражиш, има ли нешто, некоја област која што те интересира, да сакаш да учиш за тоа или да запишеш некаков курс, доколку нели се во можност родителите да си дозволат такво нешто, ама денеска има еден куп онлайн различни отворени платформи, програми, YouTube, како да кажам, ресурси кои се на располагање целосно без да мора да се плаќа, ама доволно е да се поттикнува детето да почнува во својата глава да ги разгледува прашањата, интересите, тоа што него го интересира, го забавува, го прави среќен, го прави исполнет. И потоа, врз база на тоа, истражувајќи ги своите силни страни, јас ги викам супермоќи, секој од нас има супермоќи, треба само да ги детектираме. Колку порано ги детектираме супермоќите и ги поттикнеме да растат, да се зголемуваат, толку поудобри и поуспешни и поздрави одлуки личноста ќе може понатаму да прави во животот. Затоа што има една преубава книга, и всушност е и теорија на еден психолог,
постои и таков тест, асесмент, кој може секој да си го направи. Се вика Strengths Finder или Пронаоѓаш на пронаоѓаш силата. на силните страни, да. Каде што целата филозофија е дека наместо да се фокусираме на кои ми се недостатоците и како да ги подобрам недостатоците, нели да се фокусирам на тоа да бидам подобар во тоа што ми недостасува. Поентата е обратно, да ги идентификувам моите силни страни и тие силни страни да ги максимизирам до тој степен да станат изворедност, моја изворедност во таа област. Така тој сликар ќе стане баран и посакуван сликар и ќе продава многу слики, затоа што ако го имам талентот, ако ја имам дарбата, ако ја имам таа силна моќ да ги фаќам, да ги ловам моментите и да ги пренесувам на некаков црташ или на некаква слика, и тоа го развијам до извонредност, веројатноста дека ќе бидам успешна е многу поголема, многу голема. Значи треба да ги развиваме нашите силни страни до извонредност и на тој начин да го градиме својот пат кон иднината. Да. Ти се вратам малце на прашањата што ги кажа, нели сите оние прашања кои што треба да ги прашуваме нашите деца. Нели што сакаш ти да правиш? Што тебе те прави среќен? Што те прави радосен? Сега земајќи го себе си, ќе се земам, се враќам назад во моето детство и како нели размислуваме во ова стресно време каде што преживувањето е единственото нешто на кое што ние се фокусираме, иако мислиме дека ќе отидам на шопинг и ќе испокупувам нешто, ние само се бориме со преживувањето до некаде и е многу силно во сите аспекти на живењето. Мислам дека родителите може би ќе имаат потешкотија да ги прашуваат своите деца што е тоа што ти сакаш. Во она очекување, може би грешам, но може и да пишат доле, дека ако го прашам што сакаш, ама јас сакам да бидам инфлуенсер. Јас сакам на TikTok, јас сакам да бидам директор и да имам многу пари, јас сакам да имам добри коли и дека тоа се одговорите кои што може би мислат дека ќе се извербализираат и дека тоа ќе биде вистината за тоа дете и за тој родител, едноставно тука се застанува. Не тоа. Ти што ќе работиш? Значи не ти што сакаш, него ти што треба да работиш, што може, ако може тоа на минимум да се стави, за да ти треба одиш негде да земеш плата, треба сметки да платиш и така натаму. Толку многу веќе инспирацијата и која што ја имаме, нели интуицијата која што имаме во себе се минимизира дека мора да се сведеме само на плата. Едноставно се малува полето да се видат себе си и младите луѓе и воопшто. Мислам дека и за возрастните кои што може би сакаат да сменат и преку глава им е таму каде што се, а знаат дека имаат капацитет за нешто повеќе, исто е стеснето кога не можем да го видам на другото на другата страна, само ова го гледам тука, па ми е страв да отидам на таа страна. Ти ќе ми кажеш за тоа како возрастните, значи родителите мислам дека треба малце пошироко да размислуваат. Не е тоа само што ќе го искомуницираме дека тоа ќе остане. Дете, моја ако го прашувам, ќе сака да биде инфлуенсер, глупости, со тоа не се станува ништо и воопшто нема ни да зборувам. Ќе ја затварам темата. Ќе зборувам само дека ајде сега ти земи учи прави петки, затоа што утре можеш да се вработиш негде. Да. Супер е прашањето и тоа сега би го надополнила со следниот чекор, од кога веќе ќе го отворам прашањето, нели, од кога ќе почнам да го поттикнувам детето да истражува што е тоа што му се допаѓа или сака да прави. Следниот чекор како родител или како некој што го води низ процесот, еве сега јас ако сум во ситуација на кариерен советник, ама тоа го правев и со моите деца лично. Следното прашање е добро, сакаш да бидеш инфлуенсер или пак, не знам, директор, менаџер или што и да е, тиктокер, како го замислуваш тоа? Како замислуваш да стигнеш до таму? Што треба да направиш за да стигнеш до таму? Тоа прашање
веќе отвара поинакви можности за истражување, односно го води детето да истражи што е тоа што всушност му е потребно за да стигне до професијата која што ја замислува или ја посакува. Многу интересно е, она што ти го спомена, ние во нашата професионална работа го водиме како дел на фантазија. Децата најчесто во таа предшколска и првите години од школската возраст до кај 10 години живеат во фантазија. Ние си ги идеализираме одредени професии на начин како што нас ни се допаѓа, односно децата така ги гледаат, затоа што тоа е начинот на кој што кој што ја перцепираат. они перцепираат одредена слика и таа слика ја претвараат во одредена фантазија. И тоа е многу во ред, нормално е во рамки на развојот на личноста. Она што ние како возрастни всушност го правиме е што ја прекинуваме таа фантазија со тоа што ги треснуваме од земја викајќи им ма глупости. Тоа не се занесува или тоа нема шанси или тука е нашиот проблем затоа што ние имаме повеќе искуство, имаме животен век, нешто што сме виделе, сме искусиле и сега ние подобро знаеме. Она што е многу важно е да не го прекинеме тоа на тој начин, со тоа што ќе им кажеме тоа е невозможно. Ние не можеме да знаеме дали нешто е возможно или невозможно за некого. Ако било невозможно за нас, не значи дека е невозможно за тоа друго лице, за таа друга личност. И нашата одговорност е да му помогнеме да истражи како, да истражи што му треба, кои се чекорите. И она што го работам јас е да ги поттикнам да ги испланираат чекорите, да направат план како да стигнат до таму каде што сакаат да стигнат. Попат може да се случи да се предомислат, попат Исусе ме во ред. Попат може да се случи да сватат дека всушност уопште не го сакале тоа. Има ситуација сега и јас ќе раскажам нешто од моето лично искуство, секогаш го користам кога работам со кариерно советување со групи млади. И го кажувам искуството, мојот разговор со мојот помал син, кога имаше 8 или 9 години. Ми рече, одлучив, мамо, ќе бидам или рудар, или сликар, или фудбалер. Вау! Викам, добро, ајде сега да видиме што ќе правиме со овие 3 скроз различни опции. И мојата реакција можеше да биде, ама што се занесуваш, значи. Но кариерната советничка вели, добро, сега сменија шапката, не си веќе мајка. Сега како кариерен советник, во улога на кариерен советник, дај да разгледаме сериозно што е ова што детето го кажува. Но велам, добро, како замислуваш да бидеш рудар? И ова ми е хит, пошто е најневеројатно кога ќе го поставите прашањето како замислуваш, како ти гледаш, како ти подразбираш дека ќе бидеш инфлуенсер или рудар, одговорот беше следниот, Ирена. Па така, ќе имаме рудник со дијаманти, јас ќе го купнам, ќе си копнам, ќе го земеме, како се вика, дијамантот, ќе го продадеме и ете пари, готово. Ја кам, вау, колку супер, ама нешто нема да може, пошто нешто немаме ситно за рудник. Ама он има гледано Снежана и 7-те џуџиња. И како си копкаат џуџињата. Седно, многу интересно. Можев, нели, да го прекинам разговор, да му речам, рудар, глупости, ма како ти доаѓа на памет такви глупости да зборуваш? Додека не го постави вистинското прашање. Како си замислуваш ти дека тоа изгледа? И кога он ми кажа како си замислува, што најчесто е различно од тоа што е реално, што ние секогаш фантазираме на поинаков начин од тоа што е реално, го замолив да оди да истражи и да дојде да ми каже дали се уште е заинтересиран за таа професија. Тој отиде, разгледа, се врати и ми рече, ама не, јас не мислев така. Не размислував. Не сакам да омаловажам професијата. Туку сакам да кажам како ние различно ја разбираме професијата за која што разговараме. И многу е важно. Ова е апел и до родителите. Продолжете да им наметнувате на децата да ви објаснат како ја замислуваат професијата, како замислуваат да станат инфлуенсери. И ако знаат точно како, супер,
Да. лајк, пошто веројатно и ќе станат инфлуенсери без да не прашаат нас. И со леснотија веројатно ќе го направат ако го имаат Вер, планот. да, но ако само си замислуваат заради тоа што таму негдека виделе дека некој Мгм. одеднашка преку ноќ станал милиардер, тогаш треба сериозно да поразговараат кои се чекорите, што е Да. тоа што треба да направат, што треба да знаат, кои вештини треба да ги поседуваат за да станат инфлуенсери. Зашто на крајот на криштата многу интересно во ова денешно време, баш сега читав истражувања, огромен број на професии кои нам не се познати во моментот и кои постојат ќе исчезнат во следните Да. неколку години. Едноставно ќе престанат да постојат. Но исто толку милиони професии ќе се родат како нови варијанти, како нови опции, како нов начин на вршење на работата. И воедно, она што е многу интересно за овие нови генерации, е што ќе има силно преклопување на работата, односно на професиите со технологијата. Новите генерации, овие што сега растат, што сега треба да излезат од училиште, ќе немаат опција да не користат технологија во својата работа. И замислете сега, седам веќе 2-3 дена, слушам интензивно, се дискутира дали треба да се укинат социјални медиуми, да се укинат TikTok или така не знам што. Значи, вие не можете на овие генерации на кои што тоа ќе им биде начин на живење, сега, од позиција на возрасен кој не се справува со едукацијата од најмала возраст, на тоа да децата можат да разграничуваат добро од лошо, да разграничуваат што е етички, а што не е, да разграничуваат што е емпатија, а што не е, не можете сега одеднашка да одлучите дека уствари најдоброто за нив е да им го земете мобилниот или пак да им укинете да користат технологија. Невозможно е. Нивниот живот, нивната работа, нивните идни професии ќе бидат силно поврзани со дигиталните вештини, со вештините поврзани со технологија. Нема да постои можност да ја бидеме раздвоени работното место со тоа што значи професија. Да. Дефинитивно, мислам, може би сега ние постарите, да речам, постарите генерации се лутат на помладите генерации, дека децата се нонстоп на компјутер, на телефон и така натаму, но јас велам да се свртиме назад, ние сме тие кои што ги направивме тие компјутери. Ние сме тие кои што ги направивме и TikTok и, да речам, мојава генерација до некаде. И може би нашиот слеп агол, во кој што не видовме, или па може би тоа не е толку побарувано сега, дека требаше и заедно со технологијата и на емоционалната интелигенција да работиме и на свесноста за тоа што е технологијата и како треба вистински да се користи. Тоа е алатка, како што е ножот за правење ручек. Така. Ти можеш и да убиеш човек со ножот, но можеш и да направиш најубав ручек. Така. Истото важи за технологијата. И фактот што сега, ајде сега ние ќе го исклучиме TikTok, ќе гасиме пожари. Ќе гасиме пожари на кои што ние не сме се подготвиле дека ќе се случат. Апсолутно. И не е фер. Треба многу посилно ние, возрастните, оваа генерација, да им помогнеме на младите луѓе, затоа што ние ги замешкавме во целата оваа приказна, која што сега им се случува, и одговорноста е многу повеќе на нас. Да, дефинитивно. И тоа што младите, да, ние им подготвивме ваков терен наместо да играат и да садат нели лубеници и дињи и да ги чекаат да пораснат како што нашите родители го правеле тоа. И да, може би им било физички потешко, но ментално им било полесно, дефинитивно. Тоа, нели го гледаме на секој чекор. Ова што велиш дека ќе има многу нови професии. Имам чувство дека новиве професии ќе бидат насочени кон помагање на човечково битие. Затоа што тргајќи од овој свет, сега може би не е толку позитивно ова што ќе кажам, колку многу повеќе има деца со попреченост, колку повеќе дефектолози се бараат, логопеди се бараат, социјални работници. Ете го веќе тоа каде што reshuffling, тоест нели од едно во друго место ќе отидат, значи во социјално може би нема да има потреба толку да седат, родителите ќе им треба поддршка.
Да, Треба да излезат од таму, ќе треба да бидат во семејството, присутноста треба да да, биде затоа што градинките веќе не можат да ги обслужат толку многу така деца е. со попреченост. Не можат да го обслужат на начинот на кој што е потребно. Да Да, речам, нели инклузија да, во таа смисла во која што треба да биде инклузија. да. Ам, Нашите општества ќе мора да се сменат, она што ние порано, јас барем сум родена 76-та. Осма. Тука Ам, негде. и се сеќавам на времето кога луѓето се срамеа од своите деца кои се со некаква попреченост, децата со Даунов синдром не одеа во училиште, тогаш не ни знаев дека се вика Даунов синдром, нормално бев дете, но за тоа не се зборуваше. Тие не одеа на училиште и седеа дома скриени од светот. И јас сум живеела во тоа време. И сега, нели, ако веќе разгледуваме дали нешто е поместено или нешто е сменето, сега на вистина зборуваме за вклученост, за начини како да се откријат талентите или можностите на овие лица да бидат корисни, да може да се самоиздржуваат, пошто и тоа е еден од најголемите Да. стравови на родителите, што кога ќе ме нема. Што кога ќе ме нема. И сосема е во ред да ставиме фокус, како општество сега зборувам, нели? Да работиме на откривање на можностите и талентите на овие лица, на овие деца сега во конкретниот случај, но секако има и возрастни. И да најдеме начин како да ги вклучиме во одредени капацитети на одреден начин, според тоа што за нив е возможно да можат самостојно да функционираат, да живеат. Ние како општества мораме да се свртиме кон тоа дека нема бегање од емпатијата. Колку и да зборуваме за дигитализација, за дигитални вештини, за роботите и машините, она што нас ќе ни биде клучно за преживување како човештво е всушност да почнеме како општества да се враќаме на човечките вредности, да се вратиме на системот на вредности во кој што се почитуваме меѓу себе, работиме заедно, сакаме да си бидеме поддршка, а не пречка, сопка или непријатели едни на други. Да. И емпатијата како нешто го заговарам дека треба да се врати на голема врата, пошто беше голема дискусија последниот пат кога ја отворив како тема, дали се учи или се раѓа човекот. Во нашето време, пак ќе кажам, може би делуваше како да сме се родиле со тоа, но емпатијата е вештина која што се учи, Да. затоа што децата ја учат од најмала возраст од своето најблиско обкружување. И ако во моето семејство постои емпатија, делува како да сум се родила со емпатија. Да, Ама ако во моето семејство не постои емпатија, тогаш ќе личи како да сум социопат. А не сум. Всушност не сум имала од каде само тоа да го земам. И се замислете едно општество кој што делува социопатски, пошто никој за никого не се грижи, никому не му е гајле за ништо. А тоа е невозможно, неодржливо е. Тој систем, колку и да се обидуваме да се насочиме кон пари, капиталистички трансакции од типот на размена на добра на стоки, на крај ние сме емотивни социјални суштества кои имаат потреба од љубов, имаат потреба од почит, имаат потреба од прегратка и секој еден на крајот се враќа на тоа. И ние ќе бидеме соочени во ситуацијава на население кој старее, на кое што ќе му треба силна грижа. Да. Како нели тоа да се посвети грижа на повозрастните, но од друга страна имаме и силни предизвици со различни форми на попречености на кои што исто така како општество мораме да им дадеме поддршка и повторно совршено се согласувам со тебе дека технологијата е алатка. Технологијата може да ни помогне. Технологијата може да направи некој што не говори да говори. Знам дека еден куп истражувања се движат натаму да на некаков начин ги вербализираат мислите на аутистичните деца кои имаат пречка во говорот, да робот, всушност машина, ги вербализира мислите. И веројатно ние се уште не можеме да видиме
кои се можностите, но веројатно предизвиците кои ни ги носи днината ќе произлезе од таму, ќе произлезат и опциите, можностите и новите професии, односно начините на кои што ќе ги решаваме проблемите. Да. Повторно, навраќајќи се на нас возрастните, ние имаме одговорноста. Ние Да. имаме одговорноста дека мора да бидеме со отворени умови, мора да имаме одговорност дека ние сме тие кои што треба да се фокусираат на вродување на вредности, едукација, едукација низ разговор. Забраните никогаш не донеле ништо добро. Да. Па сети се и самата кога сме биле млади, како сме реагирале кога нешто не било забрането. Најубаво на свет, само тоа сакам да го направам. Да. Ако може само тоа. Има една предобра, нели, српска поговорка, а тоа е забранено воќе е најслаже или забранетото овош е најсладко. И сега што ќе правиме? Сега ние ќе внесуваме забрани преку кои ствари ќе правиме да ги обседнеме уште повеќе да бараат или да истражуваат што е тоа што ми е забрането и зошто ми е забрането и што има таму нешто како за мене. Разговорот, искрениот разговор, јас сум фасцинирана бидејќи имам многу можност да работам со млади луѓе. Фасцинирана сум како тие размислуваат, колку преубави идеи може да дадат, колку се подготвени и отворени да учествуваат, да придонесат, да разговараат. Само треба да ги поттикнеме креативноста, нивната енергија треба да ја поттикнеме во позитивна насока, не во деструктивност. Тука е разликата. Ние како општество, се зборувам во глобални размери, не поттикнуваме вистинско копче. Да. Треба само да ја разбудиме човечноста и желбата, тоа што го носам како личност, да го трансформирам во нешто позитивно. За жал, се повеќе се водушуваме на негативното, затоа што, како се вика, имам 150.000 фоловери ако направам некоја глупост. Да. Тоа е гаранцијата за успехот. Ама затоа што сме искривиле сликата. Ако ја вратиме сликата на вредностите и на тоа што значи поддршка и тоа што значи вистински едукација, едукација не е меморирање на меморирање на факти или пак следење на строги инструкции. Едукација е секој момент, секој еден разговор, секој еден пример личен, кој како личност ќе ти го покажам дека е добар. Одењето на училиште само нека форма за останата од некој систем кој што бил потребен на времето кога многу масовно требале да се описменуваат луѓето. Сега морам да ставам уште нешто, пошто едукацијата ми е страст. Инаку по професија сум професор по француски и италијански, тоа дипломирав и како се вика некако делот на едукација ми е секогаш на прво место. Ние во ова денешно време мора да сватиме и како наставник зборувам, нели, како едукатор, дека не постои повеќе еден систем за сите, една форма за сите, една рамка за сите. Толку многу сме различни, толку се различни новите генерации, да навистина мора да најдеме начин како низ едукативниот систем да допреме до секој од нив, да имаат шанса да учат според темпото и начинот на кој што тие можат да учат. И сега ќе ви дадам уште еден пример. Во Финска, таму училиштето, односно средната школа, функционира на тој начин да прва година почнува кога ќе заврши основната школа, но не е ограничено со дата и рок кога завршува учебната година и кога почнува следната и кога треба да заврши и средното училиште, затоа што сметаат дека децата треба да учат со сопственото темпо на начин на кој што нив им одговара и треба да избираат тоа што сакаат да го работат, да го учат, да се специализираат во тоа што ќе бидат најдобри. Единствено, како се рамката е дека до 18 години државата им го плаќа тоа, значи им е покриено бесплатно, ама ти ако сметаш дека не можеш до 18 години да завршиш средно училиште, ќе треба сам да си обезбедиш како ќе си го платиш понатаму школувањето. И рамката е таа
а внатре во рамката Има ти слобода. слободно одреди си го темпото. Таа одговорност гради успешни луѓе. Така. Затоа што одговорноста не е повеќе на родителите да им викаат учи, учи, Да, дали напиши заврши, домашна, не напиша ли напиши. домашно. Не, одговорноста веќе е моја како личност. Да. И ќе речат, па невозможно е, кај можат они на 14 години. Можат. 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 Согласувам дека можат. Можат. Само не им дозволуваме. Да. Не им дозволуваме, инаку можат. Јас гарантирам дека можат. И повторно ќе се вратам на семејствата кои имаат потреба од поддршка. Знам дека таа е огромна болка и терет. Ние како општество мораме да бараме начини како да работиме на тоа да и семејствата и децата имаат соодветна поддршка. Правиме чекори, но тие чекори се едно спори, а второ се тешки, затоа што не сме подготвени. Се уште нашите компании, работодавачи не се подготвени, не се прилагодени дека е во ред да темпото со кое што треба да се работи нештото не може да се работи ако вработам лице со посебни потреби. Мислам дека како што гледам барем во другите држави кај нас тоа дефинитивно секогаш одиме да се чекори малце поназад од другите. Големите компании што ги гледаме кои што работат со едукација со луѓе дека веќе човечкиот фактор го ставаат како најважен. Значи ако беше на времето колку ќе биде заработката и колку шлепери ќе испратиме и дека сите туркаме кон тоа, сега веќе се вртат полека кон тоа дека ако вработените не се задоволни, не се среќни, нели на самото работно место, тогаш компанијата не оди на добро место. Не е битно дали 5 или 10 шлепери. Нели се испратени или не се испратени. Веќе почнуваат да се враќаат назад едноставно затоа што таму и навистина е се побрзо и затоа и одат побрзо кон овие, да речам, информации и почнуваат да се вртат кон тоа што навистина е важно и ние ќе дојдеме до тоа, ќе сватиме дека ќе дојде моментот каде што овој притисок кој што почнува нели од училиште, што велиме дека нашиот систем толку многу создава траума сега отколку било што друго. И меморирање, да, има социјална интеракција, се воспоставува, има игра и се уште ги има тие аспекти, но притисокот кој што е леле учи, а знам од друга страна дека ништо со тоа нема да биде. Барем во нашава држава. И зашто учам бе, мамо, кога јас морам да бидам во партија или XY. Безнадежноста што младите луѓе едноставно ја гледаат. Зашто се толку, да речеме, сега депресивни можеби не. Но два збора има кои што јас лично воопшто не ги сакам и не сакам во мојот вокабулар да ги имам, многу често се користат мрзата и наетот. Ама ти си мрзлив, ама ти за инатова го правиш. Не. Тие два збора не постојат. Зошто? Затоа што едно дете или еден човек не може да биде мрзлив и сега го ставам ова како важно затоа што на работа ти мора да бидеш мрзлив, си мрзлив на работа, или па се и наетиш, не сакаш да го сработиш ова како што ти рековме дека треба да го сработиш. Не, тој човек таму или не е радосен, или не е среќен. Кога некој е среќен, кога сака да го прави, тој ќе го даде со цело себе ќе го прави. Ќе работи како компанијата да е негова. Нема да треба ти да му речеш, ајде сега ти сработи го, не биди мрзлив. Не, само треба да видиме докаде е тоа човечко битие, што му недостасува, што може да се подобри. И далеко од платата. Имаше едно истражување каде што сигурно и ти тоа го имаш видено, дека платата во суштина не е факторот кој што ќе одреди дали човекот треба или не треба да биде на тоа работно место. Туку е како се чувствува на тоа работно место. И што е многу интересно, Ирена, морам да ти споделам, дека колку повеќе или сум повозрасен, толку помалку факторот плата ми е значаен. Многу често, особено како што ти споделив после короната, многу луѓе рекоа доста ми е веќе, работев за пари до тука, сега дај да видам што е тоа што сакам да го правам и да уживам во тоа и да бидам среќна. Веќе имам доволно години да не можам веќе да се
внесувам и да се давам во работа која што ми носи пари, ама не ми носи ништо друго освен тоа. Уморна сум, Да. не сум среќна, не сум задоволен. И тоа е прв показател дека луѓето некако природно е да тежнеат, да бараат што е тоа како за нив, што е тоа нешто што ќе ги исполнува, што ќе ги прави среќни, а воедно и да го работат тоа што го сакаат. Јас многу често во моите обуки го споменувам икигаи, не знам дали ти е позната јапонската филозофија на живењето, всушност икигаи буквално преведено од јапонски значи живот со смисла. И она што на сите, буквално, секој пат кога имам прилика од најмала возраст до најголема, им велам дека поинтата всушност е да најдеш начин како да живееш исполнет живот. Да. Живот со смисла. А икигај е многу едноставно како да се дојде или да се постигне. Прво почнуваш од тоа да истражуваш кои се работите што сакаш да ги правиш, што е тоа што те прави среќен, задоволен, она што го зборувавме и малку претходно. Потоа следните прашања е што знам и можам. Нели сега веќе малку поинаку истражувам. Едно е да сакам, ама дали знам и можам. Значи повторно правам листа, повторно во себе барам што е тоа што знам, како би си кажала себе си дека во нешто сум добра. Третото е што и треба на заедницата. Што им треба на луѓето? Им требаат ли на луѓето вакви подкасти? Им требаат ли на луѓето вакви емисии? И ако е тоа што им треба на луѓето и треба на заедницата, кој ќе плати за тоа? Има ли некој да плати за тоа? И кога сите тие 4 ќе се преклопат, тоа е икигај. Икигај да го работиш тоа што го сакаш, да работиш во нешто што си добар, да знаеш дека му е потребно некому, дека му користи и на крај да бидеш платен за тоа, за да можеш да си ги платиш сметките и да бидеш, како се вика, расчистен по прашањето за финансии и како ќе преживеам. Да, преживувањето да биде разрешено. Така изгледа икигај. И ако овие работи почнам и секоја одлука по прашањето на професија почнам да го ставам на маса и се фокусирам на начинот на кој што на овој начин ќе патувам низ донесување на одлуката, веројатноста дека ќе низ животот ќе постигнам една таква фаза е многу голема. Ако на овој начин ги гледам прашањата на каде сакам да бидам или каде тежнеам. Јас кога прв пат пред неколку години дојдов на икигајето и онака како да, баш сакам да го направам, да го истражам. Тука некаде подсвесно беше добро, јас знам што сакам и тоа е, нели, можеби не е фантазијата како на до 10 години, ама некои желби кои што ги имаш така малце подалеку, поголеми. Ајде добро, тие ги направивме, тоа го направив, нели, списокот, што можам јас да направам, многу работи, бидејќи јас некако низ животот, дали поради тоа што ми се случи тоа што па треба да бидеш стварно resourceful, значи да бидеш спремен да одговориш на многу работи. Можеби тоа е и мојата природна тенденција да јас сакам да знам и да заковам шајка и да сошијам и да се качам на дрво и да пливам и да правам и да играм и така натаму. Па ми даде една голема листа каде што ја не сум се сопирала. Да се обидам да направам многу работи, па беше голема листата, јас можам многу работи да правам. Кога дојде на прашањето што и треба на заедницата, исто така ми беше прилично лесно. Нели, да знам јас што можам, затоа што долго време правам јас за заедницата, да речам посебно и за оваа заедница, и придонес и волонтирање, така да и тоа беше прилично чисто. Да, нели, кога ќе ги видам тие работи што ги правев тука, некако се стеснува и тоа на средина каде што се преклопуваат работите кои што сакам да ги правам. Искрено кажано, овој подкаст е некаде многу во центарот на таа приказна. Многу во центарот на таа приказна, затоа што ги опфаќа сите овие аспекти кои што, да, јас можам да го правам. Ние сега со леснотија
затоа што сум зборувала и на телевизија, дали треба ја да се коригирам, дефинитивно има работи кои што може да се Секогаш. менуваат, Секогаш. но тоа не ме спречи да речам, окей, иако не планирано, ајде почнуваме. Да. Затоа што ги задоволуваше сите тие работи. И не треба никој да ми рече, ај сега те мрзам да направиш ова. Не ме мрзи, затоа што ја станувам и ќе одам на снимање, не е битно колку се бајле, и ќе го направам тоа што треба да го Да. направам. Да. И затоа, ако така размислуваме, што гласувам потполно со тебе, дека а, ќе одиме на еден полесен пат. Ние со себе ќе одиме кон полесно, и тоа не значи дека сите ќе станеме, нели, и уметници и така натаму. Работата со луѓе е најкреативниот аспект на нештото што можеме ние да го направиме. А толку многу има работни места каде што ние можеме да работиме со луѓе. Од друга страна, колку што ќе треба емпатија, колку што ние сме се затвориле и дека тагата е една од поголемите, да речам, проблеми, која што сега ние полека ќе почнеме да ја гледаме. Луѓето се тажни, се осамени во целата оваа гужва, во целиот овој, нели, во град преполн, луѓето се тажни. Зашто? Затоа што прво не се конектирани сами со себе, а потоа едноставно во стравот дека ако со тој не можам, ова ќе ми се случи, тоа ќе ми се случи, не сум адекватен, не си доволно добар и така натаму. Ти треба многу повеќе да се вратиме кон гушкањето, Да. кон сакањето, кон работите кои што не вредат пари, значи не чинат пари, Да. вредат многу, но не чинат, Да. да речам, Да. назад да се вратам. Да. Преживувањето да го намалиме, значи трошокот за преживување на вистина и не е толку голем кога ќе земеме во предвид дека треба да јадеме и само сметките да ги платиме. И Важно е, извините, прекинувам. Не. Важно е да ги разделиме моментот на ја разбирам дека ние генерално Македонија сме сиромашно општество. Ама и баба ми и дедо ми живееле во многу посиромашни услови нели. и делувале дека знаат како да ја прифатат таа сиромаштија, Да. затоа што па во духот имало нешто, имало некаква борбеност, имало некаква... Јас уживам да се присетам сега на прекрасните поговорки или изреки кои ги споделувале, и тоа без да имаат завршено повеќе од 4-то деление, бидејќи толку било задолжително веројатно само да знаат да Научи се да потпишат. пишуваш. Да. А сега тие животни вредности, извинете, тие изреки ми се животни вредности. Значи застанувам и викам, како можела баба ми да ги знае овие работи? Како можел дедо ми да ги кажува овие работи кои имаат толку длабоко значење? Ама тоа е различно од начинот на кој што го разбирале животот. Ние сега во општество каде што имаме еден куп алатки со кои што животот ни е олеснен, вклучително нели во односи на одржување на домаќинството и во однос на готвење и во однос на пазарење и да не набројувам нели понатаму. Ние сега се враќаме на тоа дека живееме безцелно и затоа ми е многу важно да во секој момент кога разговарам и со моите клиенти ги замолам да се обидат да го најдат своето икигај, да ја најдат смислата во животот, да си најдат одговор на прашањето која е мојата животна мисија, зошто сум јас тука, што е тоа што јас треба да направам. Дали можеби ако сум родител на некое дете со посебни потреби или веќе нели се вели со специфичен атипичен развој, дали можеби тогаш на поинаков начин можеби треба да ја реализирам мојата мисија од она што сум мислела дека треба да биде мојата патека. Можеби начинот на кој што ти се обидуваш да бидеш вклучена преку животот на тие семејства и да покажеш на кој начин може да се извлечат сите таленти и супер моќи на тие деца, е всушност насоката во која што треба да продолжиш да инспирираш и да мотивираш и други родители. Сакам да кажам,
Многу е различно за секој од нас Да. и многу е важно да најдеме време во нашиот живот да си го поставиме тоа прашање. Не само станувам, одам на работа, станувам, одам на работа. Што е тоа што треба да исполнам? Што е тоа што треба да направам за да се чувствувам и корисно за себе и за општеството и за заедницата, но и да знам дека сум живеел вреден живот. Живот кога Да. ќе се погледам наназад, нели, кога ќе ги погледнам годините позади мене, да речам, вау, јас нешто сум донела, некаква вредност, нешто сум направила, нешто сум оставила зад себе. Сега ги спомна и нели родителите со деца со попреченост. Барав некоја статистика тука која што сакав да видам кои се нели родителските семејства кои што имаат деца со попреченост. Има огромен број во Македонија кои што знам дека се еднородителски, значи или најчесто се самохрани мајки. Туку имаше една за некои од другите држави во кои што вели дека 92% од семејствата се самохрани мајки со деца со попреченост. А 65% од тие жени се невработени. Да, тоа се страшни Тоа бројки. се бројки кои што мислам дека и кај нас се провлекуваат, значи помалку повеќе, која беше за некоја понапредна, да речем, држава европска. Но ако таму се тие бројките, за кај нас не знам каква е Да. состојбата, но дефинитивно не е подобра. Јас сега како родител, значи јас нели имам сопруг, ја не сум самохрана мајка, но секој ден блиску работам со такви мајки. Една до друга или па ги гледам во живењето со тие кои што работам. Знае животот да биде, нели, посебното родителство знае вака како цунами да те собере едноставно, да не Да. можеш ништо да видиш, Да. освен да станам денеска и да дишам и да се обидам, Да. да го поминам денов, да просто не си дозволуваат да можеби го отворат полето дека тоа што ќе го најдат дека нив им е убаво и дека може да го прават, дека ќе им даде само уште повеќе енергија, ќе им го организират денот и чувството околу тоа што треба да го направат со детето многу поубаво. И дека значи она што сега се спомнува и многу повеќе се зборува затоа што почна и државата да рече малку поактивно, иако го постоеше нели скратено работно време за родителите за деца со попреченост. Да. Тоа е една опција која што многу малку од родителите ја знаат ја користат, значи не значи дека само во јавна администрација може да го искористат тоа како право. Тоа е нивно право законски донесено и може да го користат. Па дури и тие 4 часа, ако се најде нели начин како може да нели детето биде згрижено на некој друг начин, и тие 4 часа ако се фокусираме, не мора да бидат на некој работно место, може да бидат за мене, за мојот бизнис, за тоа што јас ќе го правам. Кажи ми ти колку од луѓето што до сега тебе ти се свртиле, значи колку можеби не само родители со нели што имаат деца со попреченост, но ете мајки да речем или па самохрани родители кои што тежината им е многу поголема отколку на типичните, тоа би била разликата. Колку и како да се охрабрат да видат дека тоа што желбата ќе создадат во некаква работа, во некаква активност, само ќе им помогне да живеат уште подобро. Да. Имам веќе неколку годишно искуство со организации кои се занимаваат со жени кои преживеале семено насилство или пак се поврзани со семејства кои се со деца со пречки во развојот. И огромен предизвик е да се биде истовремено и родител, мајка, и да си невработен, и да се обидуваш да се вратиш на пазарот на трудот, особено кога станува збор за предизвици каде што немаш друга помош, значи немаш баби, дедовци кои би можеле да се грижат за децата, нити па имаш можност да платиш некого тоа да го прави, пошто и тоа не е едноставно на крајот на денот.
И морам да признаам дека во оваа област е многу потребно, посебно да се работи со тие мајкеве во конкретниот случај или тие родители. Нивните кариери не можат да одат на истиот начин или по истата патека како за сите останати. Не секогаш мојата идеја за како сакам да ја реализирам кариерата, можам да ја остварам кога ќе се појави во мојот живот дете кое што бара повеќе од моето внимание и време. За жал, животот не подготвува, не ни кажува, или пак во голем дел од случаевите не ни дозволува свесно да го направиме изборот. Најчесто доаѓа како некој, ајде да кажам, подарок кој ни се допаѓал или не ни се допаѓал, мора да го прифатиме кога ќе дојде на свет и да најдеме начин како да живееме со тоа. Како општество, повторно ќе кажам, мора да наоѓаме начини да им бидеме поддршка. Еве сега во конкретниот случај се поврзувам со една германска организација која што покрај тоа што е фокусирана на кариерно советување на жени, посебен фокус става на работни позиции, односно побарувачка и понуда за мајки кои имаат мали деца. И тоа е една многу интересна категорија. Например, ние воопшто не разговараме за посебни потреби или пак за самохрани мајки, туку за жени кои едноставно сакаат да бидат во делот од времето со своите деца, но при тоа сакаат да бидат и вработени, односно да се чувствуваат дека придонесуваат на некој начин. И овој сегмент е, мислам, многу интересен. Ние практично ќе треба да работиме на тоа да создаваме можности, да создаваме професии, да создаваме прилики на ангажирање на вакви мајки, нели, на мајки кои може да посветат неколку часа и да работат на некое работно место, односно да работат нешто и на тој начин да се чувствуваат исполнето и да придонесуваат. Истото важи и за овие мајки кои ги спомена ти, за овие семејства. Многу е тешко ако јас треба да бидам врзана поради X причини, нели, некогаш се заради физичка нега, некогаш се поврзани заради поинаку видна поддршка. Како да најдам време и за себе и за својата работа, односно за работите кои сакам да ги правам. И она што е исклучително важно е да бараме можности како општество, да идентификуваме понуда на работни места, на работни позиции и на крајот на криштата да понудиме можеби обуки, тренинзи, како тие мајки, семејства да ги подобрат своите вештини во различни области кои се можни, например, од типот на работа од дома. Да. Или ако баш треба да излезам од домот, пошто ми треба промената физички, која е таа работна позиција, кои се тие работни места кои што можат да прифатат, да понудат таков тип на работа која што ќе биде баш наменета за таков вид на лица. Но она што ми е многу важно, што сакам да апелирам до семејствата и до мајките, е да не престануваат да се прашуваат себе си што можам, што знам, што би ми правело задоволство и што би ме исполнувало, за да можам врз база на тие прашања понатаму да излезам од зоната на страв, зашто најчесто зоната на страв е таа што не држи ограничени во рамките на тоа каде што сме,
кога ќе излезам од зоната на страв постојат можности за учење и за растење. И од кога ќе видам што е тоа што знам и можам, а евентуално и што сакам, прашањето е како да научам нешто плюс, што е тоа, и сега нели прашањето е, ама немам време, пошто времето е релативна работа. Да. Шегата на страна, зборуваме за тешки сериозни теми во овој момент, но сакам да кажам на пример, во моментот кога одлучив дека ќе применам посебен режим на исхрана и тоа ќе биде од овој понеделник, тоа беше во февруари, денеска сме декември, не е прашање на време. Претходно беше, ама кога ќе патувам, како ќе правам, ама кога ќе ова... Одговорите ќе си дојдат ако јас ја имам донесено одлуката. Истото се однесува и на ова, или дадов многу, како се вика, банален пример. Истото се однесува и на изборот на професија или на ангажман. Ќе најдам време во некој мал момент од денот. Јас секогаш велам, се што можеш да направиш, макар и 10 минути, макар и 15 минути. Да. Почни со такви некакви мали мали исчекори, мали промени. 10 минути, 15 минути, потоа нека порасне во 30 минути. Зборувам за ако треба да учам некоја нова вештина, ако треба да научам нешто ново. Дали е тоа некој странски јазик, дали е тоа некоја дигитална алатка. Пазарот на трудот станува глобален. Колку повеќе вештини учам, толку повеќе можности ми се отвараат на глобално ниво. И на крајот на грижтата можам да се реализирам на многу различни начини, вклучително исподелувајќи го, например, моето искуство како родител на дете со посебни потреби. И сега во моментот си велам, добро, можеби мојот живот и мојата приказна некому ќе му донесе олеснување или пак ќе му овозможи да научи што е тоа што треба да го прави. И само ќе ти дадам примери, бидејќи бев на една посебна програма за едукација, како да создадеш бизнис во делот на едукација и што се може да биде во делот на едукација. Беше фасцинантно кога споделуваа дека, зборувам во короната, луѓето креираа емисии, значи буквално дома со мобилен телефон се снимаат како да го масираш, да ги масираш колковите на твоето куче, како олеснување за не знам што, бидејќи беше забрането, нели, многу шетање наваму натаму, достапноста до ветеринар за некого е многу скапа и сериозна работа. И одлучија дека од тоа што се одгледувачи на куче и знаат што треба да направат, да создадат програма за едукација. Како да се грижиш и да го негуваш своето куче. Значи, на крај памет не би ми паднало дека тоа може да биде програма која што некој би сакал да плати 1, 2, 3, 5 долари или евра или денари, да го гледа и да го примени. И ова може да се преслика на било што. Од типот на како да те научам да готвиш до милион други работи. Многу е поважно кои вештини ги поседувам, кои вештини не ги поседувам, а би требало да ги научам за да можам нешто да правам и што е тоа што сакам и можам да правам. Неограничени се можностите, особено во денешно време. Но прво и најважно е дека треба да излеземе од зоната на страв. Зоната на страв е најчесто таа која што ни вели седи тука, арно е вака, немој да брануваш, нема што сега ти понатаму, ова е судбина и тука треба да ги завршиме работите. Напротив, може би мојата приказна да биде следната Netflix серија. Или мојата приказна да биде најдобро продаваниот роман, ако седнам и го напишам. Дефинитивно. Дефинитивно има толку многу аспекти. Јас знам колку е тешко и да се биде во тој период. Значи, сите поминуваат, родителите, зборам, дете со попреченост, поминуваат и тага и гнев и нели одбивање и сите тие фази на емоции кои што се многу човечки. И тука нема ништо,
нити дека не треба така да биде, значи треба да се поминат сите тие затоа што сме имале едни очекувања, па сме добиле едноставно таката е додека да поминеме од едното во другото и да разбереме дека и многу често гледам родители кои што имаат дури да речам потешки состојби од мене, кои што да речам дома, кои што за своето дете кој што едва и не се ни насмевнува. Тој вика ни е таков подарок. Таков подарок и тоа не е лага, тоа е нешто кое што можеш да го видиш во нивните очи. Да. Затоа што тие раснеле низ тоа. Значи не можеби не се менувале понекогаш и детето ќе стане и доктор и нели и научник и така натаму и ќе се пресели негде кај нема да го видиш и едноставно тоа чувство колку ние сме растеле со нашите деца, колку нивните животи влијаеле на нас. Да. Тоа е само чувството на дека нешто подарок или не е подарок. Да. Ние отидовме со разговорот далеко ми беше многу убаво. Мислам дека допревме многу различни аспекти. Да, она што јас лично сакам да биде прво за сите родители. Значи јас никако не ги тргам на страна родителите и на типични деца затоа што и нетипичните деца се типични деца со поинакви потреби, можеби во некакви аспекти. Посебните родители имаат навистина една друга потешкотија во наше време и затоа можеби им е потреба и повеќе поддршка, дефинитивно, но ова важи за сите. Затоа што многу брзо ќе биде времето кога толку многу деца ќе има со потешкоти и невродивергентни кои што ги гледаме се повеќе и повеќе, едноставно ќе се направи таква маса каде што сите ќе мораме да се враќаме кон тоа, да бидеме и свесни и присутни во сето она што го правиме, ако сакаме да ние повторно, значи веќе ова е реакција од тоа што ние што сме го правиле. Ако сакаме да го помрднеме стрелката, сега треба да почнеме за следните генерации после 10-20 години да видиме нешто поубаво. Да. Тоа е едноставно така оди живеењето. Сега сакам само да ти дадам една минутка на гледачите да им кажеш што ти се случува тебе, што правиш ново, некаков нов проект или нешто што би сакала да споделиш. Да, супер, ти благодарам. Она што јас го правам во последните неколку години, тоа е едукацијата. Тоа е моја страст, можеби се забележува. Супер. Одлучив дека ќе ја пишувам мојата прва книга. И кога зборував нели за она малку време, 15-10 минути, е нешто што го применувам и на себе. Така и започнав, иако 2 години се подготвував да почнам да пишувам. Минатава, односно оваа уште не е готова годината. Оваа година седнав и започнав да пишувам мојата прва книга. Ќе биде книга за деца. Тоа одлучив и знам дека ќе биде книга за деца на возраст од 5 до 10 години. Се обидувам да го ставам сето мое знаење, искуство и како родител, искуство и како професионалец на хартија. Првото поглавје речиси готово. Соработувам со една млада девојка, уметник, која што ги прави илустрациите, бидејќи книга за деца не бива ако не е шарена. Така што тоа е нешто што ми е моја лична како да кажам реализација на делот од нештата што сакам да ги оставам за себе. Инаку во секојдневниот ритам на живот работам како кариерен советник со различни групи. Работам на неколку Еразмус проекти, каде што креирам програми за едукација. Различни се темите. Во моментот преку невладината организација МАТА реализираме еден проект за стоп за брзата мода. Се обидуваме да подкренеме свеста за тоа дека не треба да се купуваат нон-стоп нови работи, туку дека работите кои веќе ги поседуваме може да се редизајнираат, реобноват, може да се заменат, да се поклонат, да се направат некои додатоци на кои што ќе им се
смени формата, обликот или вредноста. Така да тоа ми е сега во моментот една голема инспирација. Многу сакам да работам со млади. Имав можност да реализирам неколку работилници во изминатата година, планирам и следната година да бидам активна во тој сегмент. Тоа ми е многу важно, бидејќи сакам да го разбијам митот дека младите се незаинтересирани, дека се како велат само ги интересира играње игрици и така натаму. Имам двајца тинејџери по дома и знам дека живеат и они со многу различни предизвици на денешното време и живење. И токму затоа некако во фокусот ми е ставено дека сакам да им бидам поддршка на младите. Посебно ме збогатува тој момент кога учам многу од нив. Секогаш знам да кажам дека мојот син е мојот коуч за емоционална интелигенција. Децата знаат да си го направат тоа. Да, скроз неверојатно колку можеме да научиме и колку може да не приземјат или пак да ни постават интересни прашања на кои можеби не сакаме да си го дадеме одговорот. Низ разговорот, само за крај, низ разговорот, значи зборувавме за икигаи. Значи ќе ставиме некаков линк доле во видеото во кој што луѓето ќе можат да го истражат сето тоа, можеби да си направат некаква сама проценка. Спомна една книга која што ја имаше прочитано во врска со наоѓање на своите силни страни. Ќе ми го пратиш линкот, ќе ја ставиме исто доле во значи како дали книга, дали воопшто некаква насока. Да дадеме и некаква малце поддршка и од друг аспект, значи не само да зборуваме за истото, туку да можеме и вистински да почнеме и да правиме нешто во врска со себе, и тоа не мора да значи дека сега ако ќе го направиме дека бизнисот мора да биде за 20 дена готов, но кога ќе почнеме да размислуваме на нештото, полека ќе си дојдат работите на место. Да, и само уште едно веќе кога спомена ресурси, во првиот дел кога го споделуваше твоето искуство, ме потсети на една книга од Робин Шарма, се вика Лидер без титула. Таа е мојата апсолутно најомилена книга. Јас би ја препорачала секој кој малку се обидува да размислува не само на кариерата и на прашањата околу професиите, туку и на својот личен и професионален развој. Мислам дека е првата книга која што треба да прочита. Ја ставиме во линк доле. Лидер без титула, преведена е на македонски. Уште бубаво. Да, совршено се наоѓа во нашите книжарници. Супер. И она што е бесценето е буквално дека се што правам, треба да го правам најдобро, на најдобар начин, најпрофесионално, затоа што тоа е начинот на кој што можеме да стигнеме до вистинското задоволство. Книгата е навистина фасцинантна и мислам дека многу ќе им биде од корист. Во разговоров мислам дека дефинитивно се согласува потполно со оглед на тоа колку работата и работното место се тешки за човекот и како ние се менуваме или не се менуваме. Ќе ставиме значи исто линк за да можат луѓето да си ја купат, да си ја прочитаат книгата и да нели се ослободат малце да размислуваат поинаку. Од прашањата кои што ти ги пратив, не те прашав се. Мислам дека уште еден сат ја ни беше малку, ама мене беше преубаво. Мислам дека допревме многу теми кои што се важни, кои што знаат да тежат на денешницава. Се надевам дека повторно ќе си организираме нешто малце попрецизно на некој од овие теми, затоа што бараат разработување, значи ова беше широко така некако представено, но може дефинитивно понатаму да направиме и такво нешто. Малце попрецизно да зборуваме. Ти благодарам многу, Сонце, што ми беше гостинка. Ми беше чест и мислам дека ќе имаме многу скоро повторно прилики за да се видиме и да разговараме. Посебна тема и желба ми е кариерното советување со лицата со попреченост и со пречки во развојот и со предизвици во учењето и во развојот.
и многу скоро мислам дека ќе имаме прилика да баш фокусирано специфично разговараме и на таа тема, бидејќи тука има огромен простор на кој што Да. треба и ние да работиме како кариерни советници, бидејќи немаме многу алатки, немаме многу ресурси, немаме многу познавања. Така што мислам дека заедно можеме да учиме едни од други и да Да. си бидеме поддршка едни на други. Дефинитивно родителите, посебно на невродивергентните, да речем деца со невронивергентни кои што се аутизам, АДХД, каде што недостасува и говор многу често и поинаков начин на комуникација, родителите се тие кои што се на врвот на пирамидата кој е и кој знае најмногу за тоа дете и кои се капацитетите. И јас секогаш ги охрабрувам. Кога јас го разбрав тоа дека јас сум таа која што може да му го подобри животот на своето дете најмногу, значи надвор од логопед, дефектолог и наставник и учител, јас сум таа која што знае најмногу. Дали тој ќе сака или нема да сака да направи нешто, така да родителите затоа ги охрабрувам, затоа го правам сето ова. Значи имате многу повеќе сила во вашите раце отколку што мислите. Да. И Да. мислам дека заедно можеме да постигнеме многу повеќе Да, за се тие согласна. деца особено, ако работиме како тим и ако си бидеме поддршка Точно. во однос на професионалци, бидејќи вие пак сте професионалци како родители, Да, ја имате посебната супер моќ на нас што сме од другите професии да ни помогнете, да ни бидете Точно. поддршка, за пак ние да можеме да создаваме услови за децата. така е. Ти благодарам уште еднаш, Сонце. Драги мои, погледнете ги линковите, видете што има, што можете да направите за вас, да си направите една проценка, да се поттикнете да отидете од едно на друго работно место, нешто што ќе ве прави посреќни. И се гледаме во наредната година.